На 17 септември на градскиот стадион во Виница ќе се одржат регионалните спортски игри во неколку дисциплини на кои ќе учествуваат пензионери од 6 пензионерски здруженија од општините Виница, Пехчево, Берово, Кочани, Делчево и Македонска Каменица. Кочанското пензионерско здружение ќе се натпреварува во сите дисциплини, а претседателот Ѓорги Серафимов очекува да се вратат со освоени неколку први награди и учество на државните спортски игри кои ќе се одржат на почетокот на месец октомври. Лани ги немаше никако и не се спроведува. Ова година само во некои дисциплини со одлука на Комисијата на Сојузот на пензионери на Македонија, кои не се колективни, кои не се допирни, значи нема контакт со исти предмет, топка па играат фудбал или кошарка, него има кошарка и фудбал, меѓу има само шутирање на гол и фрлање на кош, не играње и контакти. Така да тука се луѓето заштитени. Друго, земено атлетиката, фрлање на кугла, тоа е сам фрла. Трчање на 60 метра жени, до 60 и над 60 години, трчање мажи до 18 метра до 60 на над 60. Сите први место, сите пензионери што ќе освојат први места на регионалните, после имат право да се натпреваруваат и на републичките. Републичките ќе бидат негде при крајот на месецот или почетокот на идниот месец, не е одредено каде. Инаку во делот на почитување на препораките и мерките за заштита од COVID-19, Сдруженијето на пензионери е едно од најактивните, односно редовно организираат едукативни предавања преку кои ги запознаваат членовите како најдобро да се заштитат од вирусот. Најактивни сме ние во презимањето на мерки за заштита од короната 19, овој четврти талас. Што кај нашата популација, луѓето од третата доба, е посебно опасен и важен, и тоа што тоа се луѓе со нарушено здравје во години. И тука комисијата, овде и комисијата за здравство, како кај нас, така и во кај Сојузо, посветува големо внимание у изготвувањето на препораки и давањето на паствија за спроведување на мерките кои се прогласени од од Републичкиот центар за здравство, односно од Министерството за здравство на Македонија. Организираме предавање. Тоа е сега што можеме на секое здружење, на секој огранок. Имаме испратено упатства, напишани од комисија лекарска, што треба да презимат, како се понашат. Не мора да и прочитате да улават у продавница или кога да биде со маска, кога да биде без маска, него напротив тоа мора да го исакна тука доктор Мирко посебно се истакнува и сметам оти тоа има ефект, даже и други здруженија барат да и помогнеме, да ги даеме тие материјали да може да си обучуваат и нивните пензионери. Покрај овие активности, во сите пензионерски клубови се врши дезинфекција на просториите и строго се почитуваат сите мерки, протоколи донесени од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство.